Премиерската вила ќе продолжи да зјае празна. Премиерот Ковачевски се откажал од сместување во луксузната вила на улица Ацо Караманов на Водно, додека му трае мандатот. Вилата е празна веќе 14 години, бидејќи ниту неговите тројца предходници, Груевски, Димитриев, не се вселија трајно, а Заев престојуваше многу кратко. И покрај тоа, за нејзиното одржување годишно се одвојуваат 9000 евра, а дополнително се плаќа и за нејзино обезбедување. На крајот од улицата се наоѓа премиерската вила, која е празна од 2006 година, а чиј последен станар беше Владо Бучковски. Луксузната вила која има жичана и жива ограда, обезбедена е од полицијата, а чуварите веднаш реагираат ако некој сака да се доближи или да фотографира и снима. Иако е празна, месечно се плаќаат трошоци за обезбедување, чистење и одржување на вилата. Премиерите Груевски, Заев па сега и Ковачевски ја користат само за работни средби. За нејзиното одржување се грижи службата за општи и заеднички работи, а обезбедувањето го контролира и плаќа МВР. Врз основа и во рамки на надлежностите на службата за општи и заеднички работи на владата на Македонија, кои произлегуваат од одлуката за нејзиното основање. За тековното одржување и одржувањето на хигиената за премиерската вила годишно се издвојуваат 521.825 денари без ДДВ. Освен овие пари кои ги исплаќа Созара, дополнителни пари се одвојуваат и за полициското обезбедување и чуварите. Инаку сегашниот премиер Ковачевски ќе живее во својот стан во Скопско Тафталидже. За него е ангажирано дополнително обезбедување. Од владата тврда дека Ковачевски не побарал други привилегии. Обезбедувањето кое го придружува сегашниот премиер, но и неговите предходници, го следи и обезбедува и во неговата зграда и стан, кои не се градени со таа намена. Премиерската вила е направена токму за таа намена, но стои празна.